Сите извештаи на меѓународните организации за медиуми и домашните имаат заедничка забелешка за тоа дека владата е најголемиот рекламен побарувач на рекламни услуги во земјата, а всушност тоа се користи за подкуп. Дали имате некакви наоди во врска со ова прашање? Во ред, да. Точно така. И јас го имам сосема истиот наод. Во секоја земја на светот државата вообичаено е најголемиот огласувач и има најголем број реклами. Многу е важно секоја држава да воспостави многу рамноправен начин на распределување на државниот буџет и тоа не е случај овде. Јавните пари се трошат и се користат за санкционирање на оние кои што се покритички ориентирани или да се подобрат оние кои што не се. И ова е вид на дискриминација. Многу од коментарите кои што ги давам денеска всушност се коментари кои што ги знам на Дуња Мијатовиќ, известувачот на Обсет. Тука се сопаѓаме во перспективата на овие прашања со неа. Во ред, се надевам дека овие почетни наоди ќе помогнат да се генерира заштита на новинарите. Предлагам до секоја земја во светот да има важен механизам. Исто така ги повикувам новинарите и новинарските здруженија да се обидат да ги обединат своите напори колку што е можно повеќе. Мислам дека е важно да имате представнички организации, важно е да имате високи етички стандарди, меѓутоа како волонтерски само регулирани тела никогаш што не треба да се наметнува од државата, ниту пак да имаат своји новинари, меѓутоа важно е да се изгради едно вакво разбирање на солидарноста меѓу новинарите, иако визиите, идеологиите и перспективите може да се разликуваат, професијата генерира ризик за сите, што треба да предизвика ваква солидарност меѓу новинарите. Уште едно прашање. Не знам дали сте запознати, меѓутоа имаме оваа практика и новинарите често се етикетираат како предавници, особено оние кои што се занимаваат со надворешна политика. Значи, например, вчера Јавниот сервис, Државната новинска агенција имаше напис за директорот на новинарското здружение. Тој беше обвинет дека е шпион и дека е придавник и така натаму. Значи, што мислите за ваквата практика? Особено кога ваквото етикетирање доаѓа од државата. Мислам дека во многу земји, кога има критика на медиумите или кога има случај на човекови права, во мојата земја, во Гватемала, оние кои што работат од вас на човекови права и кои што ги пријавуваат повредите на човековите права меѓународно, се гледаат како предавници на земјата затоа што ја нарушуваат репутацијата на земјата. Тоа се случува истото и овде со дополнителен проблем, затоа што тоа се поврзува со странски сили и со интересите на странските сили. Мислам дека е важно државниците ни светот, вклучувајќи ја и поранешната Југословенска република Македонија, дека во секое време кога ќе има некаква критична изјава, без оглед дали е на национално или меѓународно ниво, особено кога има документација за повреда на човековите права, не треба никогаш да се смета за акт на предавство. Тоа е легитимен акт за утврдување на вистината, за луѓето да ја знаат вистината, но особено жртвите да ја знаат вистината и меѓународната заедница мора исто така да ја знае вистината. Прашањата поврзани со човековите права не смеат да се кријат под килимот, тие мора да бидат транспарентни и отворени. Тоа е една од причините зошто ја браниме транспарентноста која што е неопходна во истражувачките форми и во сите форми на новинарството. Ако немате дополнителни прашања, ви благодарам многу за вниманието. Писмениот извештај се наоѓа надвор. Повелете, може слободно да вадите цитати од него, меѓутоа држете се до текстот на извештајот, има и англиски верзии. Може да побарате од Силва, од UNDP, ако ве интересира англиската верзија на извештајот, и се надевам дека ќе добиеме коментари од сите вас пред да го изработиме завршниот извештај за Женева во јуни следната година. Ви благодарам многу.